почитувани гледачи. Добре дојдовте во новото издание на Доктор Митов советува. Емисија посветена на здравствената едукација, но и на промоцијата на јавното здравје. Денеска токму на тоа ќе се посветиме. И на јавно-здравствена тема, но и на една тема на која што треба и тоа како многу едукација. Ќе зборуваме за бременоста. Кои се тие скрининзи или на кој начин се следи една нормална бременост? Како треба да заврши нормалната бременост? Царски рез или нормално породување? Сите овие прашања поврзани со бременоста. Денеска ќе ги разговараме заедно со доцент доктор Ана Данева Маркова, специјалист гинеколог. Бидете со нас. Како што најавивме, денешен гостин доцент доктор Ана Данева Маркова. Темата бременоста. Добре дојдовте. Добре ве најдов, благодарам, чест ми е да бидам гостин во вашата емисија. Отвараме многу интересна тема, таква која што постојано можеме да се навраќаме на нејза и никогаш нема да биде доволно. Секоја година, како беше 20.000 нови дечиња, тоа се нови генерации, но некои од нив нови трудници, сега не ја знам точно нели колку се по прв пат, меѓутоа една добра бројка по прв пат и треба постојано да ги потсетуваме и да ги едуцираме. In medias res, што би рекло, да почнеме од една од по така интензивните теми, нешто што многу се дискутира, малку го спомнавме во една од нашите поранешни емисии, царскиот рез. Некаде се зборува дека бројката околу 35% во Македонија. Дали е така и на што се должат тие бројки и дали тоа е добра бројка, вака компарирано со другите земји? Точно е, блиску сте некаде до процентот на или стапката на царски рез во Република Македонија. За жал, тоа е тренд не само кај нас, туку во светски размери, и тоа во последните 3 декади, што особено загрижува, и тоа со широки осцилации од Африка со 7% до над 55% во Средна Америка и во некои други држави. Европа се држи на 25%, што е, да речеме, некој просек кој што пак отстапува од она што го советува Светска здравствена организација, а тоа е да се движиме од 10 до 15% во стапките на царски рез. Релативно ниско би рекле, во однос на тоа што некако се навикнавме. Значи 10 до 15 е тоа што вели СЗО. Баш така, и за жал само скандинавските земји и некои од северноевропските земји можеби се држат до тој просек. Кај нас, па за жал и во други земји во светот, тој тренд или тој пораст не секогаш значи и бенефит, тоа морам да потенцирам, за здравјето на мајката и на новороденото. Баш напротив, тоа значи поголеми ризици во однос на морбидитет, па некогаш и морталитет. За жал, да. На што се должи? Нели ги слушаме тие приказни како мајките нели си прераскажуваат една на друга, сега па веќе со социјалните мрежи. Приказните уште полесно е да се споделат. Дали тука има и дел на застрашување, некој ако си поминал малку полошо? Дали тоа е една од причините и кои се и другите причини кои што евентуално придонесуваат за царски рез? Јас би ги поделила фактори кои што се медицински и оправдани, тоа се индикации кои што произлегуваат од нашата клиничка пракса или клинички индикации, и неклинички или немедицински индикации кои што главно се врзани со желбата на пациентката. Денеска живееме, факт е, како што кажавте и вие, во време кога на социјалните мрежи се достапни сите тие податоци, симулацијата на породувањето, како изгледа едно спонтано породување, како изгледа еден царски рез. Ето тоа е нешто кое што може да го види било која пациентка, па и да не биде претходно припремена од наша страна. А морам да кажам дека и денешната современа жена понекако има желба, и тоа е еден важен фактор, таа да го предвиди времето и начинот како ќе се породи. Да не речеме и хороскопскиот знак. Па доаѓа и тоа предвид многу често. Да. Така да сите тие фактори доведуваат до тоа да стапката едноставно и дозволиме ние на пациентката или удоволиме, ако сакате, да се породи така како што таа сака. Апсолутно тоа, веднаш ќе кажаме, неоправдано. Така, значи тоа е во делот на желбата. Но си има медицински оправдани ситуации. Не е дека ние сега го напаѓаме царскиот рез како да не треба да се прави, но има медицински состојби кои што вие може да одредите и да процените, така? Апсолутно. Дека треба. Апсолутно постојат индикации, медицински индикации, уште повеќе постои и класификација, Робсонова класификација која што точно одредува во кој момент и
во која состојба би требало да се направи итен царски рез или програмиран или елективен, како што ние знаеме да кажеме. Но за жал бројни се оние другите индикации, како што спомнав некој од нив, каде што не само факторот пациент, туку тука и факторот лекар, кој што во денешно време се плаши помалци од тие судско-медицински постапки. Так. Од друга страна, организираноста на самиот здравствен систем, немањето на доволно кадар понекогаш наложуваат таква потреба. Да. Сега не зборувам за нашата земја воопшто. Општо зборим. Така да сите тие фактори доведуваат најверојатно до такви неоправдани индикации. Што се однесува на медицинските индикации, морам да потенцирам дека особено кај нас водечки е процентот на над 20% на прв царски рез, односно незапочнато воопшто породување. Мислам дека најголемиот акцент, барем ние кои што работиме со нашите пациентки, треба да го насочиме кон таа група на пациенти кои што за прв пат треба да се породи, односно да едуцираме што значи спонтано породување, каков е пристапот во спонтано породување, кои се краткорочните, долгорочните ризици од царскиот рез, затоа што се тука, да, ќе би ве замолил, например, за колку дена проаѓаат опробувањето, например, за колку дена ќе се случи доколку е природно пораѓањето или еден царски рез си бара исследување повеќе. Тука може ли малку да им доближиме на гледачите да ја направиме таа разлика? Еве, во едно спонтано породување без компликации, не само кај нас, било каде во било кое родилиште во Македонија, па и во европски болници, не се задржува пациентката после породување повеќе од 24 до 48 часа. Ден до два после едно природно породување, таа може да си замине дома со здраво новороденче, секако не повеќе од 48 часа. Единствено, можеби непредвидливоста на самиот чин на породување, односно кога започнува породувањето, е тоа што можеби ја колеба мајката за да го дочека моментот на породување или евентуално индукција на породување. А што се однесува до царски рез, независно дали имаме програмиран или итен царски рез, овде веќе опарувањето бара повеќе дена, минимум 5 до 7 дена, а во одредени состојби можеби некојаш и подолго. Да. И сега да го компарираме од другата страна. Например, како изгледа, да речеме, природното породување. Так. Ако ја правиме таа споредба, низ фази. Так. Со годините наназад, голем број родилишта станале family friendly. Во вистинска смисла на зборот се трудиме и ние да го достигнеме тоа ниво, иако сме, морам да кажам, организацијски не многу блиску до таквите болници. А тоа значи пациентката да биде во центарот на внимание во текот на едно породување. Прво, значи, оној кој што таа ќе посака да биде до неа во текот на породувањето, не мора да е партнерот, може да е некој друг во кој што таа има доверба. Сестра, мајка, значи да. Па чести се примерите со сестра, со мајка помалце, па дури со брат сме имале една состојба. Секако ние тоа организацијски ќе мора да го поддржиме, што не е баш едноставно. А тука морам да кажам дека има и некои семејни стереотипи од одредена група на партнери кои што сметаат дека породувањето и припремата за породување е чин кој што и припаѓа на партнерката или на сопругата и не сакаат едноставно да учествуваат во тој момент. Дали постои кај нив страв од самиот чин на породување, но затоа може да биде повикан било кој друг од кој што пациентката ќе има поддршка. Во тој процес на породување има толку многу емоции. Тоа е баш еден возвишен чин на родителство, кој што некој го има споделено. Заедно да ме алудирате на мене, Знам. Вториот пат поминавме заедно низ тоа искуство. И така се согласувам. И бара, како да речем, особено вториот пат, ако се потсетам, бараше и малку храброст, бидејќи еве, да речеме, можеби првиот пат траеше малку подолго породувањето и така некој природно е тука човек да развие некои стравови можеби. Меѓутоа, ако сака мажот да си ја докаже храброста, еве уште еден начин, но не по ризик да прави проблем, па да се онесвести во салата, па после да треба да има на две места да се грижат колегите. Така, ние сме предпазливи и можеби со едно око ја гледаме сопругата, со другиот партнерот, барем некој од екипата, баш поради тие причини.
затоа што знаеме дека самиот тој процес, тој стрес кој што прво го гледаат во очите на Тоа е на голем стрес. пациентката, Тоа е голем стрес, да. во друг момент стресот кој што ние го доживуваме, колку и да сме секој ден во таа атмосфера, и сето тоа им делува да во одреден момент можеби не колабираат, ама се изгубат едноставно, не се како да не се дел од таа атмосфера на породување. Но морам да кажам дека таа емотивна, значи врска која што ќе се создаде не само помеѓу мајката и бебето, и таткото со бебето, е незаборавен момент на сите кои што ќе го проживеат. И тука и јас ќе го потврдам тоа, одлично искуство. Еве почевме да речеме од крајот на бременоста. Почевме со или со породувањето, или со царскиот рез, бидејќи тоа се така да речеме жешки теми кои што треба да се опфатат. Но ако се вратиме сега од почетокот на бременоста, првиот триместар. Кои се тие тестови и анализи кои што треба да ги прави една жена за да биде сигурна дека почнала да ги тера работите така како што треба во првиот триместар? Имаме среќа да живееме во време кога многу рано, за разлика од претходно години назад, можело да се утврди за тоа дали се работи за здрав плод со здрав кариотип. Денеска технологијата, новата технологија ни нуди тестови многу рано, најрано од 9-та гестацијска недела за утврдување на абнормален кариотип. Толку рано, значи за неинвазивната дијагностика уште од 9-та недела може да се утврди циркулирачка ДНК од крвта на мајката и да покаже евентуално присуство на абнормален кариотип. Така, тоа се тие тестови кои што се зема така крв од мајката. Да. Значи не зборуваме за амниоцентеза, туку да се земе крв од мајката и да се направи анализа за да се види каков е плодот. Генетскиот код. Уште повеќе одат не само кон неколку испитувања, и тоа со точност статистичка над 97 или сензитивност проценти. Така. Дури одат и кон исследување на одредени микроделеци, што е навистина новитет, мислам. Извонредно рано. Извонредно рано, апсолутно рано. Но она што е незаобиколиво и она кое што е апсолутно многу важно е скринингот од 11 до 13 недела, кога во 1/3 од сите случаи се откриваат кардиалните или големите абнормалности или аномалии ке плодот. Развојот се уште е во тек за одредени структури на плодот, меѓутоа во голема мерка откриваме многу аномалии. И зошто е тоа важно? Затоа што во многу помалку болно е прекинот на бременост доколку се случи порано, за разлика од откривање на сите овие аномалии многу подоцна. Имаме ние и неколку слајдови, можеме и нив да ги покажеме да одат во позадина, па и дел од слајдовите да ги прокоментираме во текот на емисијата. Еве ве молам, за ова би сакал да продискутираме за новиот пристап. Практично King's College или Harris Birthright Center е институција во Лондон која што е пионер во ова исследување. Така. Или во инверзија на системот на детекција на аномалии. Така. Чи некаде од 12-та недела со методи на детекција ги одвојува групите не само на најчестите заболувања во бременост, како што се преекламсија, предвремено породување, плод кој што е помал за гестацијска недела, во исто време ги на време идентификува сите оние генетски аномалии кои што преку ултразвучни знаци или како што викаме ние софт маркери би можело да ги детектираме во овие недели. Зошто е тоа важно? Затоа што тоа значи превенција и значи соодветен и навремен менеджмент. Денеска ќе се согласите со мене дека иднината на медицината, особено во перинатологијата, мора да биде превенција. Секако. Особено во момент кога имаме огромна стапка на предвремени раѓања, за среќа се уште стабилен тренд на прееклампсии, но барем за предвремените породувања мора да бидат искористени сите оние маркери кои што ќе ни укажат дека одреден тип на пациентка има ризик да ги развие овие заболувања. Да. Фактички ова е почетокот, да речеме, уште на кога можеме да утврдиме. Ги спомнавме, тоа се болестите кои што може да се предвидат со првиот скрининг, така? Да. Можеме да одиме и на следниот слайд, мислам дека исто така е во тој правец. Да. Овде се укажува на зголемената нухална транслуценца или зголемената нухална бразда и незината патофизиологија, која што во голема мерка укажува на структурни аномалии или генетски поточно аномалии, но во одреден процент може да укаже и на некои дефекти на фетално срце. Така.
понекогаш може да биде само венска конгестија, значи само нарушена лимфна дренажа, и затоа во пристапот кон овие пациентки не треба да одиме секогаш со најлошата диагноза или најцрното сценарио, Така. туку мораме правилно да советуваме. Јас морам овде да кажам еден пример и да укажам на тоа колку е важно ова советување. Значи, не само што ќе го направиме скринингот и ќе откриеме одреден маркер, многу е важно како ќе советуваме пациентката. Така. Денеска има пациентки кои што се согласни да живеат со дете кој што има одредена генетска аномалија, Даун или било која друга. И тоа треба да се сподели, да се каже отворено. Апсолутно. Одлуката е на родителите. На родителите, нивна е последна одлука. А има парадокс, кога пациентката е пратена на иследување, па дури и на инвазивна диагностика, сум имала таков пример, за на крај да се соочам со прашањето од пациентката зошто, од кога се е направено, зошто ова иследување. За мене е сеедно каков ќе биде плодот. Така да потенцирам дека е многу важно не само да го напишеме и да го откриеме тоа што ќе го видиме. Многу е важно како ќе пристапиме на пациентката, да го добиеме од неизе повратниот одговор за тоа какво дете очекува, односно дали е спремна да живее со дете кое што би имало одредена аномалија, кое што не значи дека не е компатибилна со живот. Да. Тоа е многу важно. Можеме да одиме и понатаму да го разгледаме и следниот слайд. Во меѓувреме би ве прашал, уште сме кај раниот скрининг, така? Така. Овде се додаваат одредени карактеристики на мајката, кои што во денешно време се особено важни, и кои што ги делат мајките, односно пациентките во бременоста, на пациентки со среден, низок и висок ризик. Не малку важни се тие карактеристики: возраста, обезноста, па дури и други фактори како пушењето. Секако на тоа надодадени серумските хормони кои што ги има кај мајката, па дури и некои специфични протеини. Зошто? Затоа што укажуваат или ја зголемуваат стапката на лажно, ја намалуваат стапката на лажно негативни резултати. По однос на тоа, баш кога спомнавме за ризиците поврзани со мајката, колку тука имаме добра едуцираност? Оти, например, некако имам впечаток дека како да не е докрај јасно, например, што значи пушењето, што значи обезност, односно претерано големата телесна тежина. Кој е вашиот впечаток? И општо, кое е значењето на овие фактори, ве молам да го појасниме. Така, факт е, бројни епидемиолошки студии укажуваат дека здравиот, избалансиран начин на живот во голема мерка влијае да се роди здраво дете и идното здравје на малото дете да зависи не само од здравствената состојба на пациентката во текот на породувањето, бременоста, па дури и пред забременување. Така. Сега, дали пациентките, како што спомнавте и вие, се свесни или на време информирани? Јас ќе се согласам дека не се. Така. Има недостапност на овие информации. Во нашиот систем се приоѓа не системски кон сите пациентки, туку се повикуваат или сами доаѓаат пациентките кои што сметаат дека им треба таква едукација. Иако и родилиштата и многу други невладени организации организираат едукативни предавања на таа тема, па и ова е еден вид на ваква кампања, интерес на пациентите, сепак сметам дека останува една голема група на пациентки кои што не се свесни за сите овие фактори во текот на антенаталните контроли. Да. Тука, кога сте се соочувале, дневно се соочувате со пациентките, јас не можам да нема емисија секогаш кога има прилика да не го спомнам како број 1 јавно здравствен во Македонија пушењето. Бидејќи навистина и нема емисија каде и да го кажеме, дали да го зборуваме со кардиоваскуларните, ќе му го најдеме местото проблемот, дали ќе зборуваме за респираторните и таму пушењето ќе го најде својот проблем. Еве сега тука зборуваме за бременоста. Ве молам, ако може малку повеќе да посветиме внимание, бидејќи навистина не само млади и машки и женски, туку сум гледал и гледам и бремени жени како пушат и чинам дека уште колку пати треба да ја спомнеме таа тема и ќе ја спомнуваме, се разбира, за значењето на пушењето во бременоста. Апсолутно сте во право. Што прави на плодот? Малку тука да објасниме на плацентата, едноставно да им доближиме на гледачите. Ние сите кои што работиме со следење на бременост, со ултразвук,
и без да знаеме историјата на пациентката, можеме тоа да го видиме од изгледот на постелката, кое што Зарем и таму се приметува и на самата постелка кога се гледа. На самата постелка со денешниот начин на прикажување на крвните садови, не само изгледот и зрелоста на постелката, туку со нарушување на таа зрелост или предвремено старење на таа постелка, ние веќе го имаме одговорот за тоа дали пациентката пуши или не. Во најголема мера се поврзани тие бременности со плодови кои што се помали за гестацијска недела, се раѓаат помали бебиња, некогаш не се само конституционално поврзани или значајни тие фактори, во голема мера и пушењето им делува. И ред други компликации за кои што можеби се уште се работат студии, ќе го укажат тоа како проблем, но во право сте дека треба можеби кампањите да бидат насочени малку поинтензивно кон точно и кон оваа овој група, фактор. да, и кон оваа група, да. Оти знаете како и дури и сум го слушал често тоа предрасуди еден куп, па меѓу нив и предрасудата дека не е добро бремена жена да престане да пуши. Демек стрес ке доживеела или ќе се пуштел никотинот, ќе се ослободил, па ќе циркулирал. Јас немам видено научна студија која што го докажува тоа. Така. Мислам, нечии впечатоци, макар да се и на колеги, сепак ако не поминале низ медицина базирана на докази, не знам колку можеме да ги зимаме за релевантни. Така. А јас немам видено научна студија која што препорачува бремена жена да не престанува да пуши, ако пушел. Во право сте, еве ова е добра иницијатива за да нешто се направи во таа насока, Да. можеби да потикне баш од вас со некоја група која што ќе истражи и на пациентките ќе им го понуди тоа како една брошура или како еден водич за тоа што треба или што не треба во бременоста, особено од аспект на пушење, здрава исхрана и здрав живот. Зборувавме за исхраната, зборувавме за пушењето како еден од проблемите. Сега се уште сме на темата животен стил кај трудниците. Ајде да зборуваме малку за физичката активност. Колку може, колку не може, тука има стереотипи кај нас. Кога сме, кога не сме, колку не сме. Дали може оваа тема малку да ја разгледаме? Тоа е тема која што е од голем интерес и за нас како здравствени работници и за пациентките. Би ги поделила пациентките на две групи, значи пациентки со нормална бременост и како кај нив со физичка активност и пациентки кои што имаат одреден проблем. Кај првите Поголемата група е таа. Поголемата група, да. Кај првите морам да го споделам примерот на една моја драга пациентка која што е планинареше во тек на целата бременост, тоа беше не на голема надморска висина, секој ден. И во 8-тиот, и во 10, и во 9-тиот До месец? 38 гестацијска недела секојдневно се качуваше и се симнуваше одводно. Знаев дека пациентката го има тој предизвик и дека поинаков тип на животен стил во бременоста кај неа ќе значеше депресија, емотивна нестабилност и самото прашање од почетокот на бременоста дали може да продолжам и да го водам мојот животен стил и во бременост како претходно, секако не одговорив дека може. Назначив дека мора да се намали таа физичка активност и тоа го мислам за сите пациентки кои што се со здрава бременост, но овде потенцирам дека тоа може понекогаш да значи и качување на одредена висина и тоа баш во одредена рутина секојдневно до 38-та недела. И претпоставам некои од гледачите кои што ќе не слушаат, ќе се прашаат што понатаму, што се случи. Пациентката воопшто не се отвори пред време, воопшто не се издилатира и тоа воопшто не беше фактор за да ке неа се јави било какво заболување во тек на бременост. Во однос на втората група на пациентки кои што имаат одредена патолошка состојба, најчесто тоа се пациентки кои што имаат потреба од одредена интервенција поради ризикот предвремено породување. Тоа се пациентките на кои што им пласираме серклаж или го затвараме грлото во рана бременост. За ова тема или за оваа група на пациентки и јас немав одговор се до моментот кога ја придружував на еден студиски престој една моја пациентка во универзитетската клиника во Берлин, каде се направи една интервенција на грлото на матката од многу познатиот Ерих Салинг, тој е познат татко на перинатологијата. И кога го прашавме заедно со мојата пациентка професорот, што понатаму, што значи сега
после оваа интервенција, дали треба ние да останеме со бед рест или дали треба боледување до крај на бременост, тој едноставно ни одговори дека од утре можете заедно да го прошетате Берлин со велосипед, а од Да. следната недела сето тоа што било претходно да се продолжи. Таа пациентка имаше претходно неколку предвремени породувања, спонтани абортуси, после таа интервенција продолжи со активен живот. Да, како што Ритам, кажал професорот, да. Баш да, така како да. што кажа, го послуша него, најверојатно мојот совет не беше толку доволно Да, силен. да, да. Моето искуство скромно. Да. И исто и ке таа пациентка бременоста заврши во најдобар тек, со најдобар исход и завршување на време на бременоста. Одлично, значи дефинитивно ако е се во ред, охрабрувањето за физичка активност стои. Значи една нормална Апсолутно. физичка активност стои со сите бенефити и придобивки кои што нормалната физичка активност може да ги донесе. Точно. Зборувавме за царските резови, зборувавме за првиот триместар и за скринингот. Ја опфативме големата тема со животниот стил на пациентките. Сега би сакал да го отвориме прашањето за прегледите во текот на бременоста, бидејќи мислам дека е интересно прашање тоа. Односно, дел од гинеколозите со кои што сум комуницирал, да не речем дека ми се имаат пожалено, меѓутоа ми имаат кажано дека е присутно кај некои од нашите пациентки дека тоа пречесто барање да бидат изложени на ехо преглед. Ај сега да го видам бебето оваа недела, ај да го видам пак следната недела, ај да го видам пак следната недела, меѓутоа има ли тука стандарди, дали може да се претера со ехо прегледи во текот на бременоста? Секако дека има стандард и тие се добро дефинирани, зависно од тоа дали се работи за прва, втора или трета бременост. Така. Уште повеќе ако се работи за ризична бременост, точно е дефинирано кога и што треба да се направи. Така. Некаде 6 прегледи се доволни за во текот на една цела бременост. Тука се заедно прегледите кои што се опфаќаат ултразвук, вагинален преглед и сето она поделено, сето тоа поделено во одредени временски интервали или гестацијски недели. Така. До 10. Се што е повеќе од тоа, особено кога се работи за нормална бременост, се согласувам дека е непотребно, дека го оптеретува и тој што ги прави и самата пациентка, но најверојатно карактеристиките на денешните пациентки да покасно забременуваат, асистирани и репродуктивни техники да користат, да се вознемирени околу тоа што ќе го прочитат, што ќе го слушнат, го наметнува овој тренд на премногу прегледи. Да. И се согласувам дека треба да се изанализираат тие ефекти кои што ги даваат прегледите, не само како делуваат на таа емотивна состојба кај пациентката, туку дали имаат евентуално и некое друго влијание на плодот. Оти баш имав и читано една таква студија која што наговестуваше дека или нели ехо прегледот го сметаме за не толку проблематичен во споредба со другите имиджинг техники, меѓутоа дека баш таму беше начната темата дека доколку се претера и со ехо прегледите, дека и таму се отвара некоја можност за влијание негативно, можеби не драматично, но сепак станува збор за нешто што сепак има горна граница. Значи не може баш секој ден да се изложуваме на се што е повеќе од тоа што е стандардите. Пропишано и стандардите, секако дека е неоправдано, а за тоа повеќе ќе кажат сите оние податоци од медицина базирана на докази, кои што можеби ќе отворат еден ден таква некоја информација, дека пречестот одење на ултразвук, независно дали во бременост, па можеби во други состојби, наложува одредени други проблеми. Ово е, да го речеме, ако е овој преценетиот преглед, преценет во смисол се бара и се инсистира, чинам дека има едни два други прегледи кои што јас би ги карактеризирал како подценети, а пред се мислам на мерењето крвен притисок кај овие пациентки и на прегледите на урината, на анализа на урината. Вам ви е јасно зошто го кажувам тоа? Може ли да го објасниме на пациентките или зошто на Запад се смета стандарден преглед во тек на бременост, дека обврзно мерењето на крвниот притисок мора да биде апсолутно составен дел? Апсолутно е тоа точно и постои стандард како и во која положба и кој треба да се смета за среден артеријски притисок. И особено е важно затоа што имаме и кај помлади, не само кај постари пациентки,
хипертензивни нарушувања кои што можеби некогаш за прв пат ќе бидат откриени токму во бременоста. Да. Не секогаш во урината, протеинуријата ќе ја Така. детектираме рано. Така. Статистички некаде до 5 недели се потребни за да се покажат протеини во урина или да биде тоа системско заболување евидентирано. Така да сите овие комплементарно лабораториски тестови би требало да се работат кај пациентки и кај здрави за да може навреме да биде диагностицирани или едниот симптом кој што ја најавува хипертензијата во бременост или уште полошо преекламсијата, или другиот доколку веќе е напреднато заболувањето и води веќе и кон нарушување на некои од системите. Го спомнавте зборот преекламсија. Може ли тука малку тоа да го објасниме како термин, за каква состојба станува збор и која е сериозноста на таа состојба во бременост? Така, хипертензијата или преекламсијата Покачен крвен притисок. Влошена или компликација од хипертензивното нарушување во бременоста, значи висок крвен притисок над 140 со 90, кај пациентка и една од најчестите причини за матерналниот морбидитет или за компликациите во бременост, па некогаш и матерналната смртност во голем процент се врзува токму за хипертензивните нарушувања во бременост. Особено е важно да биде навреме диагностицирана состојбата за да може, затоа што има препарати кои што апсолутно се дозволени во бременост и треба да се ординираат точно на време во одредена доза со зголемување. За жал понекогаш ова состојба, преекламсијата конкретно, затоа што за неа се интересиравте, може да води и до прерано завршување на бременоста, да не ни дојде во фаза на породување, да мора да се прекине бременоста во интерес на мајката. Етиолошки постојат повеќе теории. Тоа беше моја тема за мојот докторат, од имунолошка теорија до ангиогени фактори се врзуваат. За среќа веќе денеска постојат тестови на предикција. Значи може да се предвиди веќе и во релативно рана фаза? И во рана фаза, со не само ултразвучни знаци, со одредени ангиогени фактори, кои што би ја најавиле, па дури повеќе и би одредиле кога треба да се заврши бременоста, односно кога ќе дојде до тешка преекламсија, затоа што таа е поделена на степени, и според тие тестови на предикција, кои што релативно пред одредено време се излезени, не многу одамна. Нови, значи. Нови, а ги имаме во нашата држава, ги има веќе, можеме на пациентката да ги понудиме и да ја заштитиме од оваа компликација. Што значи компликацијата преекламсија? Не е само ризик за бременоста. Лекот е породување, апсолутно, кога веќе ќе се јави оваа компликација, затоа што само на тој начин може овој процес да се прекине. Особено е важно што генетска предиспозиција се остава на плодот, да и тој понатаму во својот живот развие одредени заболувања од овој тип. И затоа е многу важно, прво, предикција или навремено да се согледување, а подоцна, ако веќе сме ја диагностицирале, да се заврши кога ќе биде се уште во лесна фаза, доколку дозволува гестатиската недола, за да не се доведува пациентката во состојба на тешко заболување, кое што, како што кажав, ќе остави секвели дефинитивно и на мајката, долгорочни и на плодот. Ние вака за крај би рекол, сега ние и двајцата сме лекари, па има еден момент на како што и во нашиот здравствен систем, впрочем, на анализирање и наблюдување на бременоста од аспект на медицината, а не е болест. Така. Значи, за една природна состојба која што ние силно во нашиот барем здравствен систем ја имаме длабоко повлечено на територијата на медицината, на здравството. Так. Но сакам да го доближам и моментот и искуството до нашите гледачи, и вие имате искуство од повеќе здравствени системи, дека не е секаде баш така, дека кај нас е така. Меѓутоа, еве на пример Холандија, ниту гинеколози ја следат бременоста, освен ако на вистина не дојде до потреба да се следи. Мислам дека англискиот термин е midwives или можеме акушерки да кажеме или како да кажеме. Одговара и едното и другото. Да, значи тоа е тој термин. Сепак станува збор за медицински едуцирани лица, но не станува збор за лекари, специјалисти, гинеколози. Так. Точно е тоа, дека тоа е една физиолошка состојба и многу ретко постојат некои комплексни механизми кои што ќе ја изместат од нормален тек оваа физиолошка состојба. И затоа се храбри, морам да кажам, во Холандија и во некои други земји, сето тоа да го следат со таков кадар,
Значи Да. да немаат потреба од специјалист, па уште повеќе и од цел тим, или немаат таква over medicalization или Така. премногу искористување на одредени интервенции непотребно, како што ние тоа го користиме. Но факт е дека сите тие во однос на јавното здравство се огромни трошоци. Да. И најверојатно богатите држави многу пред нас и пред некои други држави сето тоа ќе го увидат и првенствено тоа да се ги намалат тие Парадоксално дека богатите земји штедат повеќе од нас. Парадоксално. Баш така штедат на кадарот, во исто време немаат премногу интервенции, ја заштитуваат пациентката од тие долгорочни ризици, а во исто време се побогати. А и морам да кажам дека Холандија дефинитивно е земја во која што е најголемо задоволството од страна која се гледа на перинатологијата. И од здравствениот систем. И од здравствениот систем. Така што мора да учиме најверојатно. Да, тоа е лекцијата и за нас лекарите дека не мора баш да се мешаме во секој во се некогаш и неприсуството на лекарот е всушност можеби и подобро и тоа е добро да го имаме како свесност во здравствениот систем. Апсолутно. Имаше една таква студија баш објавена, дури и журналисти во New York Times увиделе дека присуството на тој бел мантил во родилниот бокс напротив не го растеретува, туку го оптеретува породувањето. Многу полесно ќе биде доколку е само акушерката присутна, освен ако има компликации, така да сето тоа делува и на намалување на стапка на царски рез, на комфор во тек на породувањето, а и на крај, кој што кажавме, и помалку трошоци во однос на здравствениот третман. Доцент доктор Ана Данева Маркова, многу ви благодарам за гостувањето во емисијата. Во наредна прилика имаме ние многу што да разговараме. Еве сега опфативме дел од бременоста, па во наредна прилика ве очекувам повторно да не бидете гости. Ви благодарам и вам, ми беше пријатно задоволство. Ви благодарам, ние продолжуваме понатаму. Секоја година 20 илјади нови породувања. Секоја година 20 илјади нови мајки. Макар и да не било прво раѓање, сепак добро е да се подсетиме и за мајките и за доброто предсе на децата се разбира кои се тие важни аспекти од една здрава бременост. Денеска само малку придонесовме за таа тема, се разбира тука има многу што да зборуваме, да оставиме нешто и за наредниот пат. Голема благодарност до нашите спонзори, до Авицена и до Алкалоид, бидејќи го направија овој проект да биде возможен. Се гледаме следната недела.